Колега Панчо Минов, рековте дека со буџетот за вакцинации има издвоено 16,5 милиарди денари за имунизација, а со ребалансот 11,4 милиарди денари дополнително со ребалансот за имунизација за вакцинирање од COVID-19 епидемијата. Меѓутоа, податоците од Меѓународниот монетарен фонд кажуваат дека не само за имунизацијата, меѓутоа и воопшто се што досега оваа влада вложувала во борбата против COVID-19 пандемијата не е доволно. Значи, стои вака. Во базата податоци на Меѓународниот монетарен фонд со проценка до 17.3.2021 година за Република Македонија стои дека фискалните мерки поврзани со COVID-19 кризата, а кои се однесуваат за дополнителни трошења или приходи, го има и нездравствениот сектор од 3,7% од бруто домашниот производ, а за здравствениот сектор, тука јас реагирам, е само 0,2% од бруто домашниот производ или само 19 милиони долари или, ако сакате, 16 милиони евра пари кои за здравство, кои се двојно пониски од она што власта плати за гама. Пари за здравство, почитувани, кои не квалификуваа за помош од Европската Унија, а нашите соседни држави, бидејќи вложиле доволно средства од својот буџет за справувањето со COVID-19 криза, добија помош од Европската Унија, тука се и Србија, и Албанија, и Црна Гора. Вистината е тоа дека ние лошо се справувавте со COVID-19 пандемијата, не само во вложувањето во облека, заштитна опрема и вакцинацијата тука спаѓа, е тоа дека се базираше на база на донации. Значи вака, имавме на 14.2.2020 година, 21 година, донации од Србија 4.880 вакцини Pfizer за здравствените работници. При тоа не беше регистрирана вакцината, па дополнително правевме регистрација, се носеа изменување, дополнување на законот на здравствена заштита, со кое што се докажа дека сме закаснети и во регистрацијата. Потоа имавме скандал за набавка на вакцини преку Фантом фирмата во Хонг Конг, за на крајот и наши 30.000 граѓани на своја рака отидоа да се вакцинираат во соседна Србија. Благодарам.